Голема чест ми е да бидам во таа група на пливачи и спортски работници кои се влезеле во куќата на славните. Па за мене тоа е едно големо признание за целата моја кариера, за сите успеси што ги имам постигнато во пливањето. По повеќе од 2 децении пливачка кариера, Евгени Попацев во мај година влезе во меѓународната куќа на славните во маратонското пливање, иако не така лесно се стигнува до неа. Станува збор за награда која се доделува на пливачи со долга и плодна кариера, исполната со многу успеси. Меѓу нив се сегашни и поранешни светски прваци. Те номинираат, потоа има еден како борд на гласачи кои гласаат, кои се веќе влезени во куќата на славните. За мене, лично за мојата кариера, мислам најќе поради победите во Гран При серијата, победата на Охридскиот маратон, победата во Капри Наполи и многу други и другите успеси кои ги имам во маратонското пливање, како и промоција на маратонското пливање во светот. Првите чекори во маратонското пливање Евгений ги прави во Охрид во 1998 година, кога пливал на Илинденскиот маратон од 2,5 километри. Досега испливал повеќе од 400 маратони низ светот. Последниот беше неодамна 37-миот Охридски пливачки маратон на 25 километри, каде го освои третото место. Го плива 16 години, а во 2015 година стигнува прв до целта. Само во официјалната серија на Светската пливачка асоциација ФИНА има настапано на повеќе од 110 маратони. И вака сега кога ќе погледнам назад, стварно сум задоволен со тоа што го имам постигнато. Го прашавме кој маратон досега му бил најтежок за пливање. Кod најтешки маратони ми се маратоните во ладна вода. Некој маратон е тежок поради условите, некој маратон е тежок поради дистанцата, некој маратон е тежок поради конкуренцијата. Меѓу потешките маратони се за мене маратонот во Канада, Сен-Жен и во Аргентина, Санта Фе. Во јули 2023 Попацев не успеа да го преплива каналот Ла-Манш, но од оваа цел тој не се откажува. Мислам дека уште повеќе сакам го истом него пред тоа, така се надам дека во блиски дни ќе го сторам тоа. За мене искрено најголем проблем е кој што реков пред тоа ладната вода во Ла-Манш. За некои други пливачи струите се проблеми, има многу големи струи, големи бранови. За пливачкиот спорт во земјава вели дека има многу таленти, само потребно е да се инвестира многу повеќе во нив како и во инфраструктура. Ако немате устои не можете да имате добар спорт, поготово пливањето кај што мора да имате базен, затворен базен, тоест покриен базен, а кај нас моментално има само во Скопје 2 базени, во Охрид сега го градат, Куманово има еден мал и еден базен и во Стругиште има еден. Така да се надевам дека во иднина ќе имаме подобри денови. Евгений код 2015, 2017 и 2019 година ги заврши како најдобар светски маратонец. Вели дека не се откажува од пливањето и од во иднина сака да се проба и во тренерските води. Се надева дека ќе има наследник во некој од младите пливачи кои доаѓаат и оти сака да биде пример за многумина да го следат неговиот пат, но и да ги надминат неговите успеси. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.